И за едно од последните препознатливи обележја на градот Скопје, зградата на Ибни Пајко, што се наоѓа на влезот на Старата чаршија, неодамна слушнавме информација дека градот Скопје планира да и го смени изгледот, односно фасадата. Како го коментирате овој најнов потек? Па се провлече таа информација по медиумите, ама да ви кажам како после сите случувања во последниве години, мислам дека веќе никој не е изненаден, дури изненадувањето е во смисол кога леле зар ова ќе го остават и нема да го направат. Веројатно решили да го затворат кругот, да ја заокружат таа цела целина, само се уште никој не знае колкав е радиусот на тој круг. Може би утре ќе се сетат и да од пашинамам да го преобликуваат, па со куполите што ги има ќе им легнат во она што они го нарекуваат барок. Дали мислите дека треба да се продолжи со тоа барокизирање, да речам? Па дефинитивно е повеќе од јасно дека работата е претерана, но како течат работите, никогаш човек ќе си помисли дај нека завршат, само не знаеме колку тоа ќе трае и да престанеме со ова мачење и на крај да запалиме светло, да се поброиме, да видиме докаде сме и да почнеме од почеток, а тоа почнување од почеток значи големо враќање назад, но знаете архитектурата е слика на општествениот момент кој што го живееме. Некогаш си размислувам и си мислам дека лагаќе беше ако не ни се случеше, бидејќи архитектурата не може да се разликува од времето кое го живееме. Постои општествена криза во сите сфери на живењето, почнувајќи образование, здравство, наука, спорт, уметност и така натаму. Практично е невозможно архитектурата да биде различна од сето тоа, само што е архитектурата прва на удар, е прва на виделина и во суштина одраз во огледало на времето кое го живееме, така да очигледно не можеме ни да очекуваме таа да биде различна од општествената и морална криза. Што мислите за идејата шпански скали на плоштад? Па, идејата, како и сите скандалозни идеи до сега, ќе направат веројатно се што е во нивна моќ да ја реализираат, но искрено се надевам дека ќе се најде доблест и слух и соработка со општина Центар со новата измена на ДУП-от за малиот ринг, во кој што тие не се влезени и искрено се надевам дека тоа ќе успее да се спроведе, значи шпанските скали да ни се реализираат. Вие сте нов председател на Асоциацијата на архитекти на Македонија. Претходно изјавувавте дека заради барокот ни се исмева светската јавност низ медиумите и дека ни се исмеваат заради така наречениот барок всушност и дека Бернини се врти во гроб. Имате ли стратегија како асоциација од натамошното нарушување на сликата на Скопје? Точно е дека ни се исмева светот и постојат многу негативни наслови во медиумите за оно што му се случува на градот. Дури во еден весник одеше и наслов со име Скопје општествена лоботомија, но борбата за архитектура мора да продолжи, бидејќи овој град е на сите. Се создаде една сосема, да речам, нездрава атмосфера, дека некој се обидува да го спаси градот од неговите архитекти и од неговите граѓани, што е тотално недозволено. Без разговор, без диалог, без здрава конкуренција и здрава дебата не може да постои здрав град. Значи, во тој случај ткивото е болно од внатре. Градот е на сите, градот е наш, толку колку што и нивни. И сите имаме обврска и одговорност и пред оние што биле пред нас и што го направиле Скопје да стане град и за оние наредни генерации кои после доаѓаат, значи одговорноста не може и не смее да биде колективна. Кај нас постои секогаш еден манир нели на приватизација на сите можни профити, а стратегијата е многу тешка и некогаш делува како невозможна мисија, бидејќи за да се има резултат борбата, треба нарачателот да има доволно слух, доблест и разбирање дека се потребни стручни луѓе, дека се потребни архитекти со целиот свој габарит, бидејќи за сликата на еден град единствени компетентни се архитектите. Ако нарачателот менува стручни комисии и бира луѓе кои што се неуки, непрашани, автоматски самото тоа неминовно раѓа нестручност и многу е тешко да се бориме во
една неравноправна битка кога инструментите, ни еден од инструментите не е во нашите раце. Но сигурно нема да подигнеме бело знаме, пошто имаме, како што веќе реков, одговорност и не смееме да запреме, мора да се зборува, пошто градот ќе остане и после нас. Значи, една од последните активности на Асоциацијата на архитекти беше заштитата на градскиот трговски центар од барокот. До каде е оваа акција? Дали ќе преземате нешто ново, што планирате во овој поглед? Па во моментов се консолидираме околу организацијата на акцијата и активноста Го сакам ГТЦ. Акцијата сигурно ќе продолжи и таа акција е една своевидна борба, своевиден бунт и револт на архитектите и граѓаните за ГТЦ, но и на се она што му се случува на градот. Значи акцијата дефинитивно ќе продолжи и мора да продолжи и ние нема да се откажеме. Вие изјавувавте дека сите институции ќе ги информирате за акцијата Го сакам ГТЦ, но дали добивте одговор? Дали имате некои резултати сега од тие активности? Институциите и сите надлежни органи се информирани, но одговор не е добивен. Ја искрено се надевам дека тоа никогаш ќе се случи. Секој одговор е одговор, освен молкот и игнорирањето. Ние нонстоп се судираме во еден зид од молки и во едно апсолутно игнорирање. ГТЦ е значаен и за градот и за архитектурата. Тука не се работи за една сентиментална вредност дека некој се поврзал со местото во кое што живее, него се работи за една универзална вредност. Знаете, кружи една анекдота меѓу архитектите дека проектантот на новото обликување на ГТЦ, кој што бил студент на професорот Живко Поповски, после не знам каква нивна комуникација и вежби, професорот Поповски му рекол дека дечко извини, ама мислам дека си го промашил факултетот, си требал да студираш правен факултет. Сега знаете како и професорите не може да сносат одговорност за некој каков човек ќе биде понатака, али сум сигурна дека имаат доволно стручност и доблест да препознаат дали некој нивни студент во иднина ја одбрал соодветната професија и дека може со незе да се бави.